Дали владините мерки за заштита од коронавирусот се доволни? Контрапрепораките на Светската здравствена организација да има масовно тестирање за COVID-19 во Македонија, доколку имате некакви симптоми за коронавирусот, ќе треба матичниот лекар да одлучи дали е потребно тестирање. Секој еден пациент може да се јави или граѓанин кој што нема симптоми да се јави кај својот матичен лекар на кој што ќе ги каже неговите симптоми или неговата анамнеза, односно епидемиолошка анкета. Согласно податоците, матичниот лекар веќе има електронски алгоритам кој ќе укаже на тоа дали е потребно тестирање или не и доколку е потребно, кој е степенот на итност. За разлика од нашата земја, каде да имате симптоми, може да поминете без тестирање за коронавирусот, СЗО препорачува секој малку сомнителен случај да биде тестиран. Имаме единствена порака за сите земји. Тестирајте се, тестирајте се, тестирајте се. Против пожар не можете да се борите со затворени очи и не можеме да ја запреме оваа пандемија ако не знаеме кој е заразен. И домашните експерти велат дека државата не се справува најдобро со проблемите кои ги има во моментов. Експертот за кризен менеджмент Златко Кесковски вели државата нема карантин, кој е најважен за спречување на ширењето на вирусот. Значи ние немаме карантин спремен, евентуално кој што држава го спремат и вика овде би било карантин за за справување со епидемии. Овде би се евакуирал државниот врв, а тоа има. И тоа континуирано војска го менаџира. Меѓутоа карантини немате, нели? Голем број од земјите ги прифатија препораките на СЗО за масовно тестирање, а такво нешто најави и претседателот на соседна Србија Александар Вучиќ, каде од денеска веќе започна и конкретни активности.